Успешната соработка на ФЕИМС и општина Газибаба резултираше со нов културен центар, кој е отворен за сите жители на општина Газибаба. Преку културната работа на градење мостови со Република Франција. За овој период, додека вршам ова функција, градоначалник на општина Газибаба, ги завршивме сите потребни активности кои беа поврзани со реализацијата на овој дом, сите обврски на општината со цел истиот да биде ставен во функција се завршени. Работевме на целосно ново внатрешно уредување на библиотеката, која во рамки на овој дом се уреди мултимедијалната сала и денес овој објект располага со повеќе наменска сала за културни и делумни настани со капацитет до 150 гости. Се работеше на помошните простори, како и целосно уредување на просторот пред домот, а истиот беше поврзан на водоводна мрежа, фекална и атмосферска канализација. Со овој проект започнува децентрализацијата во Република Македонија на културата. Општина Газибаба е прва општина која ја реализира децентрализацијата во делот на културата. И со тоа ќе бидеме пример за другите општини. Сакам тука пред вас да најавам дека преку оваа форма на соработка, како за овој дом на култура, во план е да ги уредиме и останатите два други дома на култура во општината. Ми представува особено чест заеднички да го отвориме новиот дом на култура Димитар Влахов во населбата Автокоманда. Чест е голема затоа што токму во овој дом е сместено и најсовременото музичко студио во Европа за снимање на филмска музика. Навистина сум среќен што имам можност да присуствувам на овој свечен чин на отворање на Домот на културата Димитар Влахов, што е резултат на едно успешно приватно јавно партнерство и соработка. Среќен сум што во областа на културните и креативните индустрии 10 годишното присуство на тимот и на оркестрарот на ФЕИМС, а преку нив и на Франција во Македонија, вроди со ваква прекрасна градба во која тие ќе продолжат да создаваат филмска музика, а еден дел од просторот ќе биде наменет за јавни културни активности на општината Газибаба. Оваа инвестиција ќе биде придобивка за жителите на општина Газибаба. Ве уверувам дека со поддршка и од владата и од Министерството за култура, овој дом ќе заживее со богатство од содржини што ќе бидат атрактивни за сите возрасти и граѓани. А убеден сум дека со своите програмски и едукативни содржини ќе има и суштинско влијание во развојот на помладата генерација скопјани од овој дел на градот. Почитувани, стратегијата за култура на Министерството во еден од стратешките приоритети ја опфаќа децентрализацијата на културата, водена од мотото «Култура до сите и култура за сите». Во овој документ се обврзуваме дека ќе ги поддржиме сите иницијативи на општините да основаат нови културни установи и институции или да го зголемат нивниот број. Ја поддржуваме општина Газибаба во трите различни иницијативи што ги има, а во оваа насока ние сме отворени и кон предлозите на други општини од земјата. Веќе 10 години откако јас и двајцата французи од Париз живеевме и сме прифатени овде во Македонија. Овде во Македонија покренавме активност за оркестарско снимање и формирање оркестар познат под името ФЕИМС, и тоа во студиото на Македонската радиотелевизија. Благодарение на музичарите, на извонредниот технички и административен тим, успеавме да работиме на повеќе од 1000 проекти за снимање музика во сите земји во светот. Со цел да продолжиме со развојот и растот на проектот, а пред се благодарение многу на успешната соработка со општината Газибаба, ја остваривме замислата за еден амбициозен проект во кој културата и креативноста ќе бидат поставени во
центарот на културните збиднувања. Овој објект е изграден само за една година, содржи студио за снимање, чија намена е снимање на симфониски оркестар. Исто така овој објект содржи театар, библиотека, канцелариски простор за иновативни компании, стартап компании и воеднина кафетерија. Се надеваме дека овој објект ќе заживее на начинот на кој е замислен уште од самиот негов почеток, а тоа значи отворен за културата и светот.